Дојави на СОС телефонот за сексуална злоупотреба од малолетници врз малолетници, регистрира првата детска амбасада Медјаши. Годинава постапувале при прекршување на правата на децата низ бракоразводна постапка, семејно насилство, сексуална злоупотреба, злоупотреба на детскиот труд. Ова се најчестите пријави кои ги добиваат преку телефонот. Медјаши предлага родителите да имаат подеднакви права по разводот, да постои прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба, соодветно сексуално образование во основните училишта, отворање центар за ресоциализација и рехабилитација на деца корисници на дрога, задолжително посетување градинка од 3 години за да се реши проблемот со питачењето. Најголем број на децата кои што се жртви се од 6 до 14 години. На деца, значи, таа е училишна возраст што се поклопува со нашите податоци. Оваа година имавме дојави за деца кои што употребуваат дрога. Значи, станува збор за 4 деца кои што дојдат, тие кои што и дојавиле овдека. Вкупен број на деца кои што употребуваат дрога се 5. Првиот човек на Медјаши го представи извештајот за застапеноста на детските права во собранието. Направен е напредок, но е недоволен. Пред се децата да бидат вклучени во задолжителниот процес на основно и средно образование, без нивна исклученост со злоупотреба на деца, нивниот труд, да посветат внимание во однос на децата кои се без извод од матична книга на родените, децата кои не се невидливи во државата и не можат да остварат ниту едно право. Од Медјаши апелираат до пратениците да не дозволат децата да се изложуваат на енормната загаденост на воздухот, односно да се прогласува вонредна состојба кога микрочестичките се над 50.